Тешка и долга беше годината што изминува. Високи сметки, скапа храна, струја и нафта. По ова граѓаните ќе ја запаметат 2022. Велат, оптимизмот ги напушта. Стравуваат дека годината што доаѓа ќе ни донесе уште па голема неизвестност и сиромаштија. Не сиромашна, е пен сиромашна. Така да, ако продължи вака, државата ќе се изгубиме. Беше тешка, 100 денара и 100 и нешто го направија нафтата. Земи да ораш, не можеш. Годината беше ептен за никаде, да ти кажем отворено. А сега нататък, кој ќе биде другата година? По се не успеси, цела држава така, не само пензионери и работници се така и се. Нема, младите испобегаа. На 2 дена пред новата година празничната атмосфера не се ни чувствува. Граѓаните се подготвуваат, ама скромно. Се купува само неопходното. За храна мора да има, но скромниот буџет е причина за многумина да ги редуцираат новогодишните подароци. Као да не иде нова година, кој едно време што е било. И на што се должи тоа? Самата скапотија направи тоа. Кај луѓето веќе нема желба за ништо. Желбите се изгубија. Купивте ли се што планиравте за оваа година? Подароци, храна? Тоа нема ништо. Од подаръци да дојде по 500 динара на децата и толку. После пак ќе нема за струја. Што ќе купиме ние? Гледаме там ден за ден да мине, не може да купиме се. По нешто там колку душа да вртеме. Скромната празнична трпеза во многу домови и не е за изненадување, ако се земе во предвид дека последните месеци ниту 3 минимални плати не можат да ги задоволат основните потреби на 4-члено семејство. И последните анкети на меѓународната асоциација Gallup International покажуваат дека дури 80% од граѓаните очекуваат годината што доаѓа да биде полоша или иста како минатата.